Поради дефект на хидросистемот во Прилеп кој што трае скоро месец и половина, голем дел од Прилепското поле на овие големи горештини е се уште без капка вода. Тутунопроизводителите револтирани велат дека срамота е месец и половина да не може да се поправи една пукната цевка. Се жала дека родот ќе биде екстремно намален поради оваа состојба, а на некои места расадот бил и целосно исушен. Вода нема во моментов, а еве време температурите се високи. Се суши тутун. Ние од тој тутун живееме. Ние не чекаме плата дали месецот ќе дојде или платата пуштиле, плата или не пуштиле. Ние од тој тутун чекаме. Ти 21 век сме да не можат да направат. Но цел ден ти работа и водата треба да биде пуштена. Цевка немало. Како ве луѓето ќе појдат ако треба кој знае од каде ќе зема цевка. Надребан ќе направа било што нешто. 99% тутунче нема. А договори се случи и комбинат. А ќе ти бара кила. А од каде кила? Кој ќе ти даде тебе кила? Никој. Срамота е ова. Овде Мише дозе земе пари, платата му иди, што му е гале за народот. Некој му иде народот. За раса дадов 500 евра, за раса дадов. Ене ги во Лагово онде, ново Лагово насадив тутун. Ако не верувате, ќе појдете, ќе видите, значи тутуно сио се исуши, значи. Водата, значи, е запреа баш во садењето на тутун. Одаде водостопанство вело дека проблемот бил тоа што овие цевки биле стари и тешко било за нив да се најдат делови. Неколку пати цевката била досега поправена за овој период, но кога ќе се пуштила да течи водата, повторно се појавувале проблеми. Се надеваат дека денес ќе се санира дефектот. Се мачиме, се трудиме, ама тоа е 50 години старо и не можеме да се среде тоа. Така не средуе лесно, кај што мислат сите. Одгоре е многу лесно да гледаш, а долу да симниш, ќе видиш како е. Што е проблемот со цевките? Пукна цевката долу од нешто, од притисок или дошло времето, азбестот више е 50 години стар, нема вакво. Али горе гумицата ни се извади и тоа е проблемот. Сега се наместено, овој жибот донесеме и готово. Доколку не се реши проблемот, тутунарите бараат итна реакција на Министерството за земјоделство. За Сител, Дарко Штарговски.